Почитувана амбасадоре на пријателска Република Турција, почитувана министерке, почитуван началник на генерален штаб, но пред се најпочитувани припадници на македонската армија, 60 на број, кои од два наврати бевте во Турција да им помогнете на турскиот народ и на турските граѓани во оваа страшна катастрофа. Според информациите кои ги добивме од НАТО алијансата, нашата армија беше во првите 5 кои пристигна на лице место практично 24 часа после земјотресот. И вашиот ангажман на лице место беше во ранг на најпрофесионалните достигнувања што може да ги очекува еден врховен командант, еден началник на генерален штаб, министер, влада е. Значи, вашето постигнување тамо, вашето залагање, без одмор, 24/7, сите вие, вклучително и службените кучиња, беше нешто што само може да се посака секогаш кога вежбате, кога тренирате, кога се подготвувате за и за лошо и за арно, за одбрана на државата, за помош на сојузниците. И во тој дел не постои апсолутно ниту една замерка, ниту од локалното население, ниту од луѓето кои беа од страна на турската армија и работеа заедно со вас и со цивилните служби за спасување. Нашите мисли се разбира се со оние кои ги изгубија најмилите, меѓутоа периодот на пребарување и спасување полека завршува. За жал и сега на барање на турската држава, сите ние, се разбира ние како држава, како членка на НАТО, ќе мораме да се концентрираме, да се фокусираме на следната фаза која ќе трае месеци и години, а тоа е да им помогнеме на оние кои преживеа. Над 350.000 домови се разрушени, девастацијата, деструкцијата е огромна. И тука не само македонската армија, и сите македонски институции, владата, председателот, сите ние ќе мораме да помагаме веќе од наредните денови, за да сите тие луѓе имаат и покрив над главата, и јадење, и сместување, и старите, и младите, бидејќи станува збор за трагедија, чии пропорции надминуваат се што досега беше видено, дури во тој регион кој е подложен на потреси. Македонскиот народ, сите македонски граѓани и помогнаа на Турција и ќе и помагаат и во иднина, во било каква ситуација, не затоа што сме членка на НАТО и сме формални сојузници, туку затоа што нашето пријателство меѓу нашите народи трае со векови наназад и ќе трае со векови нанапред. Така што сакам да ги уверам сите турски граѓани преку нивниот амбасадор тука и преку јавноста дека сме помагали и ќе помагаме. Имаме и во нашата скорешна историја трагедија од овој тип. Оваа година ќе одбележиме 60 години од Скопскиот катастрофален земјотрес, во кој исто така во тоа време примивме помош и поддршка од пријателскиот турски народ. Пријателите не се само за во добро, пријателите се уште повеќе и за лоши времења, и за лоши работи, за катастрофи и трагедии. И најтешките работи, знаеме, и од приватниот живот се полесни, полесно се поминуваат ако имате со кого да ги поминете и споделите. Сочувство уште еднаш за сите загинати, сите настрадени во земјотресите во Турција и во Сирија, се разбира. Исклучителна чест ми е што ви собраќам и се надевам дека ќе имаме време и сега да поразговараме со секој од вас и индивидуално, лично секој од вас да ви честитаме за напорот кој го вложивте, бидејќи беше надчовечки и беше супер хуман, како го викаат. И навистина не направивте горди и во овие тешки моменти не направивте горди мала држава која може да даде толку голем придонес во едни вакви светски катастрофи со илјадници, десетици илјади загинати, со огромна деструкција во едно подрачје кое е далеку поголемо од целата наша држава. Ви честитам на напорот. Посакувам и за Турција и за Македонија што помалку вакви ситуации да има во кои ќе си помагаме, подобро си помагаме во некои други работи, да бидеме поуспешни и посрекни конечно. Меѓутоа, ако затреба, ако не дај Боже дојдат повторно вакви ситуации, било каде во светот, кај нас, во Турција, било каде, се разбира дека имаме обучени луѓе и имаме луѓе со свест дека треба да се помага на најблискиот на комшијата. Турскиот народ го сметаме како најблизок пријател, другар и комшија.